Да, еве го моето мислење, дозволите да кажам две, еве да кажам три работи што мислам дека треба да се случат. Прво треба да се земе предвид и да се направи анализа што зборуваше ВМРО-ДПМН пред 4 години пред тогашните локални избори. Тогаш ветуваа расчистување на депониите, да ве потсетам, и паркови на тие места. Ајде да видиме до кај се со таа работа. Ајде да видиме дали воопшто почнале да остваруваат или да работат на дел од ветувањата кои што ги дава пред 4 години. Еве завршува мандатот на нивните градоначалници. Се за што ветуваа е полошо и еве се случуваат вакви трагични ситуации кои што сериозно го загрозуваат здравјето на граѓаните. Втората работа што треба да се направи детална анализа, сметам, на сите институции, сите депонии кои што работат во земјава. Ајде да се превенира некоја следна криза. Имаат ли сите лиценци? Сите ли се на доволно далеченост од населените места? Работи ли некој нелегално со отпад? Ајде да се анализира од каде се увезува отпад во земјава конечно, па да знаеме што се случува во тој сектор. Што направи владата по тоа прашање? Ништо. И трета работа најконкретно во однос на вчерашниот настан во Трубарево. Треба да се поднесе оставка министерот за здравство. Ги излажа граѓаните дека воздухот не е загаден. Како го докажаа тоа? Треба одговорност и оставка да поднесе министерот за внатрешни работи. Најави дека треба да се евакуираат луѓето, а понатаму владиниот портпарол рече дека никој не се јавил во центарот за згрижување кој што го ослободиле тука во непосредна близина, значи немало соодветна евакуација, иако најавиле дека треба да има. Понатаму треба да се измери количината на диоксини, на фурани, на јаглеводородни честички во воздухот, не на PM честичките. Тоа не е проблем во моментот. Треба да се испита количество на тешки метали во земјата. Никел, кадмиум, олово. Зошто е тоа битно? Поради тоа што е можно тие тешки метали да влезат во синџирот на исхрана. И утре да е загадена земјата во близина таму во полињата кај што растат прехранбени продукти. Треба да се испита и водата. Сите изотопи кои што не се растворили во вода, ќе се детектираат. И тоа сметам дека час поскоро треба да го направи некоја странска акредитирана лабораторија, да не сведочиме на овие смешни изговори на Институтот за јавно здравје, директорка дека се нешто немала, не знаела, не била спремна и така натаму.